Овие фотографии не враќаат во Охрид пред војната. Ако сакаме да го скицираме тогашниот живот на градот, би можеле да кажеме дека Охрид во годините пред војната всушност е налик на сите градови во поробена Македонија. Но овој град во исто време имаше и големата привилегија во спомнатите години да биде домаќин на слободарската студентска колонија, која во летните денови беше комунистичко жариште што го разгоруваа наши познати револуционери. Меѓу тие другари, кои што дојдоа од Белград и другите краеви на Југославија, по капитулацијата на бившата Југославија, беше и нашиот познат револуционерен деец, другарот Андон Дуков. Брат ми Андон е роден 909 година. Во детинство заврши тој осмолетка. Оттаму отиде во Резбарското училиште. Резбарското училиште го заврши со успех. На фудбалското игралиште Грашница со клубските другари на Андон Дуков. Овде е врзан поради повеќе трениравме со глава да играме. И косата имаше тој појќе коса од мене на тоа време, косата да не му се сметат при мавањето со главата, затоа со крпа ја врзвеше повеќе главата. Ние заминавме за Струга, со Пера после дојдеа заедно пешки. И просто се чудевме, дојдоа не пешки, него со трчање дојдоа и цела утакмица ја играа назад. За победа не се сеќам дали беше, не беше. Андон закасни, закасни веројатно тој ни кажеше мајка му пеглала тие гачите за фудбал. Му пеглала и тој закасни и се извинјаваше, ама главно стигна на утакмицата. Беше многу агилен. Еден ден му векам, абре Андон, личиш на Свети Јован Посен. Ама нема да кажеш за тоа, што се каже, нема ќе може да влизам чаршија. За време на 15-ките избори, 1935 година, се одржаваја предизборни манифестации, митинзи. И кајчинарот да го истакнет Андона, да го хрен на раце, да викнет да живее Милан Младжич, народниот посланик, што ќе беше во тоа време. Меѓутоа Андон не викна да Милан Младжич, да живее Милан Младжич, туку да живее мајка ми Стојна. Тоа беше еден шамар на тогашна власт, дека не го почитувам него, туку ја почитувам мојата мајка, која се враќаше од чаршија. Сликата негова како фудбалер, како просветен работник И како не може другар. Како другар, како обштественик совршен. И продолжи во Белград уметничка академија. Таму се здружи со напредно студентство. И по завршувањето на научните студии, тој се врати во Врања. U ovoj velikoj i lepoj zgradi živeo je i radio Andon Dukovski. Revolucionar, drug, čovjek koji je u vrlo prijatnom sjećanju ne samo kod učenika, već i kod svih profesora. Sećam se njegovih pitomih očiju, pamtim njegovo skromno odelo i sam sam lično osjetio njegovo drugarstvo od svojih drugova i od ostalih. Uvek sam slušao samo najlepše o njemu. To je bio jedan od prvih Makedonaca u našoj sredini.
Naše Vranje je podsjećalo Andona Dukovskog na njegov rodni Ohrid. On često obilazi blage padine Borinog brda i Pržara i u svojim radovima grafitom, kredom, vodenim i uljanim bojama beleži prolazne lepote svih godišnjih doba. Građani ga vole i rado zastaju pored njegovih platna na kojima je slikao staru i novu Vranjsku čaršiju. Andon stanovo je kod nas. Čuvali smo ga kao svoj dete. Mnogo je bio dobar i ne može da ga prežalim. Dukovski je intenzivno stvarao jer je želeo da u Vranju ostvari svoju prvu samostalnu izložbu. Međutim, uskoro je došao aprilski slom 1941. godine i jedna želja je ostala neostvarena. Neprijatelj je još u početku bio svirep. Bila mu je poznata politička delatnost ovog mladog čoveka i zato je još odmah uništio sva njegova umetnička dela. Dukovski se vratio u svoj Ohrid. Od kako dojde vo Ohrid, drugar Andon Dukov najaktivno se vključi vo dviženje to i kako iskusen revolucioner той превзеде одредени значајни улоги во организацијата на покретот во Охрид. Во текот на летото 1941 година управо се вршеше реорганизација на партиската организација во Охрид со доваѓањето на другарот Лазо Колишевски и управо во оваа куќа тука во почетокот на септември 1941 година се изврши реорганизација на местниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Охрид. Во ова иста куќа се изврши и избор на војниот комитет со задаток да го организират вооруженото востание на ова подрачје, меѓу кои беше избран и другарот Андон Дуков, кој што најинтензивно отпочна со организацијата на вооруженото востание на ова подрачје, со претходните негови припреми, со обезбедување на оружје, материјал и други неопходни потреби за вооружената борба. Во текот на месец септември се изврши и откривање на поедини наши другари од страна на бугарскиот окупатор и отпочна хапшење. Во тоа време бугарската полиција не успе да го ухапси другарот Андон Дуков, кој благовремено ги откри намерите на окупаторот. Мајка ми му вика, сега току што излезе стражарот да те барат и смести се. Тој оттаму излегува и преку ова вратниче овде десно, така како што се најдува есено време, во таква форма, летна форма разбира се, и преку Лескајца отиде во Лесковец. Таму се смести при едни родбини само за една вечер. И дојде 2 месеца седа кај мене. И секоја вечер спијаше во овај кревет. Со син ми, тоа беа заедно креветите. И така како неделата во новембар месец, кога и затворија другарите Пера Комитон, Димчета од Типармак, и тој прати едно девојче кај мене, сега една жена, прати дома да виден, го побарале таму. Девојчето дојде, рече, никој не го побара. Ама панделникот го побараја.
и тој низ вратниче имет од големата врата, друго вратниче, низ вратниче оттаму дојде овде, а пред тоа мене ми имаше предупредено, ако случај јас нема да се дамот имаше на двете нозе чирај. И секоја вечер му и преважде со таналва. Се интересувавме ние околу, тој слабо излегвеше в чаршија. Некој пат на вечер и така со куси пантоли, прескочи тука еден зис, и што беше урнат, и казао тој ќе право лесковец. А за тие 2 месеца дори седа кај мене, снимаше, работеше, слики. Тука си ја држам и сликата негова и работи негови. Ево му го приборот од се бриеше. Кога ќе излезеш и ќе ведеш, само ако се вратам. Само ако се вратам. Друго никој избор не го потребеше. Само ако сум жив да се вратам. Од Охрид се пребаци на тогавашната италијанска територија во Струга, каде се најдов заедно со него, откако јас по моето хапшење во Охрид избегав од Охридскиот бугарски фашистички затвор и се најдовме со другарот Андон во Струга. Струшката организација беше добила задача од областниот комитет да создаде техника за фалсификување на лични карти. Сите подготовки беа извршени, меѓутоа не можеше да се реши проблемот за печатот. Никој меѓу нас не беше во состојба тоа да го стори. Тогаш некој рече, меѓу двајцата илегалци едниот е уметник резбар. Јас отидов во станот каде што се криеја Јахим Спировски и Андон Дуков, префрлени од Охрид. Андон многу брзо го направи печатот. И така мнозина илегалци од Македонија стана стружани. Брзо потоа и двајцата се ги префрливме вон Струга. Добивме задатак да заедно со Андона Дука заминиме во Албанија на подрачјето на градот Тирана и да ги поврзиме сите македонски градежни работници кои што работеа во голем број во Албанија. Во ова активност на ова подрачје другарот Андон Дуко показа неверојатно големи организаторски способности, изванредни квалитети на човек, другар и борец кој што успеј да ги приврзит младите работници кои што работеа на тоа подрачје и во такви услови на тешка илегална борба, во услови на постојање на италијански окупатор во Тирана, Албанија, успеевме да организираме поголема група на наши работници кои се заедно со нас после пребација на подрачјето на Дебарца, каде се вклучивме во партизанските одреди. Во сеќавањето
mi ostana jedan asketski lik, jedno lice kako da samio toj umetnikot go kopaničil vo drvo. I ušte nešto, očite. Očite činam bea golemi i crni. I ne gleda vo mene, tuku niz mene, nekade vo nekoj dalečini. Koben i fatalen trenutak za profesorot i za mnogo drugi koji gi belata smrt zgrabi vo svojite čeljusti, beše 12. den, odnosno 12. den poslije Pladne i 13. den sa Bajlinata od Bogomilski od pohod. Najednaš, koga veke pesme zavlezeni dlaboko u visokite šumi na kožu, na neboto se pojavija oblaci, go prekrija oblaci i počne da pađat siten doš, koji vednaš se pretvori vo sneg i vijulica. Togaš odpočna i najteškite trenuci za site nas koji besme učesnici vo ovaj bogomilski pohod. Ne možesme da se dvižime, snegot brzo rasteše, očite beja zatrupani od sneg. Se zbivme jedan do drug i niz kolonata kao refren počna da se povtoruva napred jedan partizan smrzna. Osjećavanje mi ostana v ova situaciji pokušajte na profesorot. I ovaj pat on ne sakeše da izostane od nas. Napravi nekoliko pokušaji da izlaze od strojot i odi napred, za da i on pomogne vo raščistuvanje to na patekata. Nemaše dovoljno sili da go to stori, a i od nas beše sprečuvan, znajući da to ne može da go stori. Doneseni vo jedna bezizlazna situacija se pravija i posljedite pokušaj da se spasime od ovakvo to nevreme. So to što nekoj dade direktiva da se site harti koji se naođat kaj partizanite se sobera i pokuša da se zapali ogen. Pretresuvajki gi rancite i davajki je posljednja ta hartija, to go stori i profesorot. Bidejki ranicot mu go državne, ne zamoli da mu go otvorime ranicot i od ranicot izvadi polno hartiji, nekoj skici, sliki, koji često pati po slobodno to vreme skiciraše i se obrati do nas, davajki ni gi knjigite, so teško srce se razdeluvam od njih, ali za da bi se spasile životite na drugarite, to go činam. No, ogen ne uspjasme da zapalime. Niz kolonata i dalje se prenesuvaše napred drugari, smrzna už jedan partizan, a od preda se povikuva onije koji ima snaga da izlaza napred. Najdramatičan trenutak beše sve ova, koga nejasme dovoljno snaga i sili da dojdeme do karaulata. Mnozina četvoronoški odeja. Pred karaulata vo kolona mi se čini da odeše Kočko, pa profesorot, ja, partizankata Mila i drugi za kogo ne možem da se setam. Profesorot, kako i do togaš, često patike zastaneše, ki se nasloneše na snegot, a snegot beše dosta golem, poveki od metar,
за да здивне и прибере снага за да може да го настави патот. И овај пат пред караулата, тој застана, се потпре на снегот. Ние мислиме дека како и до тогаш се одмара, го сачекавме малко, додека не се одмори, за да продолжиме. Кога видовме да стои, не продолжува, почнаме да го викаме и дрмусаме, меѓутоа тој не даваше никакви знаци на живот. За последен пат ги видов очите на Андон Дуков. Тогаш тие беа сосем застоени, може би гледаа во далечините, а може би воопшто не гледаа во тој момент. Можда патетично ќе звучи, али истинито, нашиот професор Андон Дуков на граничната линија во нашата караула остана да чува вечна стража. Очите останаа отворени. Не можеа секако да ја видат земјата без снег, која се простираше веќе недалеку од караулата, удолу, во Магленско, во Егејската земја, во Македонија.